Стресот е секојдневие, кој не можеме да го одбегнеме во овој брз, динамичен и модерен живот. Стресот е стега и напад врз нашиот организам од било што, кој може да биде од физичка појава, а најчесто од психолошка појава, вели доктор Методиче Преганов, невропсихијатар. Стресот е хормонска револуција. Тој ги дистрибуира, ги пореметува хормоните и тие во еден покачен ниво пред се кортизолот, односно адреналинот, го прават тоа што го прават. И чука срцето, тешко дишиме, не гледаме, се тресиме, се плашиме, не спиеме и така натаму, има маса вегетативни симптоми кои го пратат стресогениот фактор. Но колку е штетен внатрешниот, моментален стрес кој на прв поглед не го чувствуваме? Изворедно многу опасен, бидејќи не боли, не бара вода, не бара апче, не бара ништо, може ако се многу вознемирени, меѓутоа трагедијата е во пролонгираната стресогена состојба, бидејќи таа ги раѓа така речените психосоматски болести. Тоа е најголемата опасност на цивилизираниот свет. Инаку доста влијание има и загадувањето на водата и воздухот, како и руинирањето на почвата, односно генетски модифицираните производи. Јадите едни јагоди сега кои се волкови големи. Што мислите, може ли природата да даде толку голема јагода? Не случајно. Таа е генетски модифицирана. И шестиот проблем за кој јас сакам да изборам е екологија на духот. Тоа се интерперсоналните односи. Кога сме под постојан стрес, тој негативно влијае на нашиот ум и тело и може да доведе до нарушување на нашето здравје и до појава на многу различни психолошки и органски заболувања. Затоа почесто да се смееме, релаксираме и да уживаме во животот.